Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски поднесе оставка. Ја напуштил функцијата бидејќи, како што рече, предлогот за негово разрешување инициран од владата бил политички мотивиран и правно неиздржан. Од почетокот тврдев дека евентуалната постапка за моје разрешување е политичка одлука. Затоа денеска поднесов неотповиклива оставка од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Јас знам зошто денес стојам тука пред вас. Тоа не е заради моје непрофесионално работење, тоа не е заради недостаток на резултати, туку затоа што како државен јавен обвинител отворено и јавно зборував за проблемите и за недостигот на ресурси, затоа што не се мешав во законското право на јавните обвинители на самостојно и независно одлучување. Дека заминува од раководното место во обвинителството, Коцевски информираше речиси во исто време кога почна собраниската седница за негово разрешување. Не бил таму бидејќи доцна ја добил поканата и немал време да се спреми, па наместо говор за претениците, Коцевски до собранието испратил оставка. Ви известувам дека господинот Љупчо Коцевски на 16.12.2025 година поднесе барање за престанок на функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија. Имајќи во предвид дека собранието на Република Северна Македонија утврди престанок на функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија, и ви известувам дека собранието нема да го разгледа предлогот за разрешување на Љупчо Коцевски од функцијата јавен обвинител на Република Северна Македонија, бидејќи истата стана безпредметна. Коцевски остана на ставот дека владата немала аргументи да го разреши, работел неселективно, гонел лица блиски до политички и бизнис центри на моќ. Во рекордно време завршила истрагата за Пулс, обвинение против председателката на антикорупцијска, истрага за злоупотреба на европските пари ги посочи како успех во неговата речиси 2-годишна работа. Кажа дека и Европската комисија во својот извештај забележала политички притисоци врз правосудството, а како што вели, пример за тоа бил и предлогот за негово разрешување. Законот е јасен. Државниот јавен обвинител може да биде разрешен само доколку се утврди дека сторил тешка дисциплинска повреда. Тоа е така не заради заштита на Љупчо Коцевски или на кој било друг што ќе дојде на оваа функција, туку заради заштита на самостојноста на јавното обвинителство и начелото на поделба на власта. Принципи кои денеска се длабоко нарушени, бидејќи со ниту една постапка не е утврдено дека сум сторил ниту лесна, ниту тешка дисциплинска повреда. Од владеачката ВМРО ДПМН велат дека со оставката Коцевски признава оти јавното обвинителство не може да работи со изгубен легитимитет. Фактот што ова оставка доаѓа дури сега, а не уште од првиот ден, кога беше очигледно дека институцијата е компрометирана, само дополнително ја потврдува длабочината на проблемот и обидите со месеци да се одржи статус-кво кој служеше на поранешната власт. Тоа е јасен сигнал за крајот на практиките на заштита на поранешната власт на СДС и ДУИ и почеток на процесот на департизација и европеизација на јавно обвинителската дејност. За опозицијската СДСМ притисокот за смена на јавниот обвинител е сценарио на власта за преземање на обвинителството и судството. Притисокот за смена на јавниот обвинител е дел од сценариото на ДПМН и Мицкоски за целосно преземање на обвинителството и судството. Обвинител под контрола на Мицкоски и ДПМН, судии под контрола на Мицкоски и ДПМН, целосна окупација и партизација на судството, враќање на тефтерчињата, погребување на правдата, велат од СДСМ. По оставката на Коцевски сега на потеќе владата, таа веднаш треба да му предложи на собранието да распише оглас. Во период од 15 дена право да се пријават ќе имаат јавни обвинители со најмалку 10 години работен стаж или судија кривичар. За секој од пријавените кандидати, мислење дава Советот на јавни обвинители, а за тоа ја информира владата. Таа пак избира кој од кандидатите кои добиле позитивно мислење ќе му го предложи на собранието за државен јавен обвинител. До изборот, Советот на јавни обвинители треба да назначи вршител на должноста.
Зоран Јаневски, Сител телевизија.